За сите оние кои што можат да вдомат, можат тоа да го направат од овде, од јавното предпријатие Лајка. Која е процедурата? Ќе разговарам со Наталија Мазаркова. Наталија, добро утро. Добро утро, добро ве најдовме. Благодарам што не примивте во симпатично друштво овде. Која е процедурата за оние што не знаат, која е постапката, на кој начин може да дојде овде семејство и да си замине со домашно милениче? Па вака, процедурата не е воопшто сложена, или треба да ни се јават на телефон, да не контактираат, или на социјалните мрежи по порака да ни пишат, на Инстаграм, на Фејсбук, или на самиот вебсајт. Имаме форма со прашалник за вдомување и потоа ние ги контактираме граѓаните за вдомување, закажуваме прва средба. На првата средба се пополнува прашалник, си разговараме кои се нивните услови, кои се нашите услови, како треба да се чува куќе, дали за тоа куќе што дошле они баш тоа е добро куќе за нивното семејство или треба да им предложиме друго куќе, можеби они се поактивни, па треба да им побараме некој активно куќе. Доколку се помине на првата средба како што треба, потоа ги каниме на втора средба на која што веќе го спремаме договорот за вдомување, ако све е во ред нормално и може да си го вдомат куќето. Го сметаме дека има потреба од повеќе средби, нормално правиме повеќе средби. Така, каков е интересот, еве гледаме дека имаме и постари куќиња, каков е периодов, дали се вдомуваат почесто, која е стапката на вдомување во изминатиот период? Па до сега секогаш ја држиме истата стапка, 1/3 од заловените куќиња се вдомуваат. Најчесто во летниот период имаме мала нормална пауза, затоа што се летни одмори, помалку се вдомуваат, но секогаш на есен се враќа таа бројка и па стигаме до 1/3 од годишно заловените куќиња да се вдомат. Мора да ги пофалиме тука издруженијата за заштита на животни кои многу често ни помагаат и ги превземаат куќињата да им бараат дом дали во странство, дали они сами потоа, и тоа многу помака затоа што секој едно вдомено куќе значи едно куќе помалку на улица и нормално му се нуди подобар живот. Постојат ли се уште предрасуди, еве куќе од прифатилиште, дали има уште така меѓу луѓето или веќе се навикнуваат? Па мислам дека веќе се навикнуваат и голем дел од граѓаните веќе гледам дека избираат да вдомат, но да, се уште стојат тие предрасуди и луѓето мислат дека ако е возрасно куќето, дека нели потешко ќе се адаптира, не знаат како би било во домот и така натаму, но нас во пракса ни се покажа дека секое возрасно куќе многу подобро се снаоѓа во домот и многу побрзо се прилагодува на новиот семеен живот. Значи многу често овие куќиња од прифатилишта кои скачаат тука имаат рутина, се шетаат и скачаат надвор, нормално сите знаат додат на поводник, значи ги учиме, работиме на тој дел, социјализирани се, знаат како се луѓе и тоа ги прави да полесно да се адаптираат во новиот дом, дури повеќето и се со хигиенски навики веќе кога ќе стигнат во домот. Така, со стекнати не треба допрева да се учат. Не треба, да, многу е полесно. Ајде, Наталија, за крај една порака до сите оние што се двоумат, што имаат дилеми дали да вдомат или не, секако дека ќе им помогнат, ќе ги спасат, така речено. Да, ќе ги спасат, ќе им помогнат и да не секогаш да одберат да вдомат, а не да купат, затоа што секој едно вдомено куќе, пак ќе повторам, значи едно куќе помалце на улица и еден спасен живот, тоа куќе толку ќе ви биде благодарно во животот што ќе осетите таа љубов, посебна љубов да речам. Исто така сакам само да напоменам на граѓаните дека вдомувањето е целосно бесплатно, куќињата ги добиваат вакцинирани, стерилизирани, прочистени од натрешни и надворешни паразити и тестирано по акредитирана метода за болести како лишманија. Дали благодарам на разговорот и на сите овие информации. Со Наталија Мазаркова овде од јавното предпријатие Лајка зборувавме за процедурите за вдомување на куќиња.